Ајде, здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Во ова видео ви одговарам на прашања. Напишав пост на Facebook, на Instagram, на YouTube. Секаде каде што можам, напишав пост каде што ве охрабрувам вас сите да поставите прашања, секако здраво, разумски прашања и јас ќе се потрудам да ви ги одговарам. Па да почнеме со прашањата. Добив многу интересни прашања, ви благодарам за прашањата и ќе пробам да ви ги одговарам. Едно од прашањата што ги добив е кое е моето најголемо спознание, че многу убаво прашање, меѓутоа за спознанија можам да зборувам со саати, затоа што стекнав многу спознанија, односно секој ден јас стекнувам некое ново спознание. Стекнувам спознанија дека светот е многу поголем отколку што мислиме, многу поразличен од тоа што ни го кажуваат, и дека таму некаде има сосема нов свет, кој што треба да се осмелиме и да го истражиме. Најголемото спознание ми е тоа дека треба да барате дискомфорт, да се ставате себе си во ситуации во кои што не се чувствувате комфортно и дека треба едноставно да ги прифаќате и низ нив да растете, затоа што во дискомфорт се расте. Во комфорт може само да си правите филмови, да си лебдите некаде во етерот и на крај да се скршите и да завршите со некоја депресија. Значи, во комфорт, колку и да се трудиш, колку и да работиш на себе, животот во комфорт е тоа што те држи на некое ниско ниво, а ти очекуваш голем прогрес, затоа што работиш на себе, медитираш, читаш духовни книги, посетуваш разни работилници. Меѓутоа, самиот комфорт тебе не ти дава да мрднеш никаде. Ти си заглавен во една права линија, односно не можеш да мрднеш. Така да, моето најголемо спознание е дека најголемо богатство на овој свет и најголемо искуство е дискомфорт. Спиење во шатор, одење на места на кои што не сте биле, прошетки во природа, не знам, секоја ситуација што ве прави малце да се чувствувате, зборување со непознати луѓе, било што поминување време со животни, било што ве прави да се осеќате неудобно, е тоа што треба да го правите. Тоа е моето најголемо спознание, иако имам многу други спознанија за кои што сега не може да ми текне, меѓутоа ете тоа ќе го издвојам. Моето најголемо спознание е да бидете во дискомфорт колку можете повеќе или да се ставате себе си во ситуации кај што се чувствувате нелагодно. Ете, тоа е моето спознание кое што ќе го кажам како одговор на ова прашање. Да продолжам понатаму, да не биде многу долго видеото, затоа што сакам прашањата да си ги одговорам на рад и сакам да бидете и вие задоволни од одговорите и да ви дадам тоа што го имам длабоко во мене, да го споделам со вас. Друго прашање кое што го добив ми е тоа дали за моето искуство, кое што сум го имал до сега, би напишал книга, односно би го ставил сето тоа во една пишана форма. Книгите се многу големо богатство, тоа го признавам, и е многу убаво да се напише некоја книга и мене би ми било чест да напишем книга, односно да има некоја книга во која што ќе стојат моите мисли, моето искуство и тоа што јас сум го видел додека чекорам по овој свет. Тоа би ми било многу убаво искуство и да одговорам накратко, да, сакам книга да напишам, јас дури почнав да пишувам книга, меѓутоа не беше времето, затоа што книгата ја пишував на лаптоп кој што беше стар, ми се расипа, го забаталив некаде и некои 50-60 страници за кои што бев многу мотивиран да ги пишам, едноставно ми пропаднаа
и нели животот си има своји текови, продолжив во друга насока и не се вратив на таа книга. Инаку, книгата би ми било спој на практични знаења, како да си направите куќа, како да преживеете во природа, испреплетено со животот на нашите предци и нашата историја, која што е, можем да кажам, или заборавена, или избришена, да не користам тешки зборови. Ете, за тоа почнав да пишувам книга, низ една приказна како можете да си изградите сами куќе, како можете да живеете во природа, како тоа го правиле нашите светли предци, како земјата е света, како чекориме по света земја и така натаму. Тоа ми е основата на книгата. Ете, ви благодарам многу за прашањето и затоа што ме вративте во таа енергија, па можеби ќе најдам мотивација и ќе ја напишам таа книга, затоа што не само што ви треба мотивација, ви треба и време, ви треба енергија, ви треба мислите да ви се смирени, а во денешно време може да се случи, посебно тука, ние каде што живееме, да ти се расипе денот овака. Испаѓаш, некој гледаш шутира куче, некој се тепа таму, кој знаеш опре, некој фрла ѓубре и одма ќе ти се расипе денот, па оди ти после врати се во некоја мирна ситуација да пишуваш книга, така да се тоа треба да биде погодено за да се напише книгата. Меѓутоа, благодарам што ми го постави ова прашање и мислам дека можеби ова е знак дека треба да се вратам и можеби тоа е патот, затоа што јас ни животот си следам некои знаци. Одам по некои знаци и верувам во тие знаци, и верувам во тоа што доаѓа и мислам дека се ни е однапред одредено доколку ги следиме тие знаци. Мислам дека патот ќе се отвори, па така би сакал да напишем книга и мислам дека во некоја блиска иднина и ќе ја напишам. Тоа беше прашањето. Друго прашање беше дали сум ја посетил Преспа, да посетам, таму има многу интересни работи. Да, сум ја посетил Преспа на неколку наврати. Јас имам две поглавја од мојот живот поврзани со Преспа. Едната ми е со љубов, другата ми е со истражување на легендите на Преспа, истражувања за приказни за самовили, присуство на џуџиња и други надприродни појави, за кои што престојував во шумите околу Преспа, шетав по селата низ Преспа и ги истражував, спиев во шатор, комуницирав со луѓе, едноставно длабоко бев навлезен во Преспа, во незината митолошка историја и многу истражував. Тоа беше многу пред да имам YouTube канал и многу пред да се решам да снимам видеа, затоа што јас, како и многу други луѓе, кои што пробале да одат на духовен пат, прво што се среќаваат е тоа дека технологијата е лоша, дека треба да не се гледа телевизија, дека треба да се одбегнува користење на телефони и така натаму и така натаму. Јас паднав во таа стапица и едноставно многу од работите кои што ги видов таму, не ги снимав. Едноставно тоа би било еден неверојатен документарец. Меѓутоа, за тоа ќе отидам во Преспа и ќе го продолжам тоа истражување, па така сега имам и малце опрема, значи тоа да кажам, малце пркнав со опрема, како што гледате имам убав телефон, имам сталак и имам убав звучник, на кој што се надевам, микрофон па ја звучник, на кој што се надевам се слушам добро. Така да мислам дека сега би отишол во Преспа и би го доснимал тој документарец, значи одговорот на тоа прашање е да, сум бил во Преспа, сум поминал неверојатно време таму, сум слушнал неверојатни приказни за самовили, за шумски луѓе, за џуџиња, за името на соседното езеро Охридско, кое што порано било Галичко езеро, затоа што се наоѓа под Галичица, меѓутоа сега е наречено Охридско езеро по градот и многу други работи кои што ги дознав.
и кој што ќе се вратам и ќе направам еден документарец. Меѓутоа нареден чекор сега ми е да си набавам сонцогор мобил, така го викам ја, односно си набавам некое превозно средство кое што ќе може да ме однесе до таму, ќе можем да патувам, тоа ми е наредниот чекор. За тоа треба финансии, па не знам, ќе треба да го смислам тој нареден чекор. Секако тука можете да помогнете сите вие, доколку се уклучиме многу луѓе, тоа лесно ќе го направиме. Па така имам некои идеи како да го направам, тоа би можел да правам некои работилници, да соберам, да ги учам луѓето како да си прават куќи и така натаму, па да соберам наеднаш повеќе пари и да купам. Меѓутоа, не ми е тоа сега приоритет, ќе дојде и тоа, ќе се обезбедам и со едно возило, па ќе можам уште повеќе да истражувам и уште полесно да доаѓам до сознанија. Ете, тоа ми е одговорот на тоа прашање и фала и на тоа, затоа што некако со прашањата ме враќате на некои делови од мене кои што не сум ги завршил и за тоа ви благодарам, затоа што можеби треба да се завршат тие приказни или тие делови од мене. Па така, ете, супер. Тоа прашање го добив, потоа што не си ги запишав прашањата, извинете ако некое прашање заборавив, добив прашање за сила и многу ми е мило, добив повеќе прашање за сила. Ете, накратко ви кажам за сила. Сила е кутрето, моето кутре, кое што многу си го сакам. Значи, кога станувам на Собајле, прво него го барам каде е, неверојатно кутре, кое што имаше лош старт во животот, односно само на неколку месеца беше удрено од кола и оставено така искршено, па се грижевме за него, јас и цела Македонија, ако се сеќавате, тогаш направив јавен пост, побарав помош, се уклучија многу јавни личности кои што ме поддржаа. Прв што ме поддржа беше Лазаров од јавните личности. Супер, благодарам за тоа, ете, не сум се заблагодарил јавно. Потоа се уклучија и многу други јавни личности кои што успеа тој пост за моето кутренце да се прошири низ цела Македонија и потоа тука се уклучија добрите луѓе кои што се уште си ги имаме тука, да си ги чуваме. Да, не има уште многу добри луѓе, затоа што едноставно требаме на ова место кај што живееме и секако на светот. Верујте, од добри луѓе може само добро да испадне, затоа ви благодарам и на добрите луѓе и се уклучи и добрите луѓе да скратам приказната и го однесовме кутрето на тешки операции, на долго закрепнување. Куќето беше со скршеници и успеавме да го спасиме и кутренцето сила сега е супер, е 80 кила, веќе една година и неколку месеца, е огромно кутре, ако си го викам големо бебе, е супер кутре. Меѓутоа, накратко, сила е супер, здраво си се развива, фала му на Бога, го преживеа сето тоа зло и сега е мало бебе од 80 кила, неверојатно кутре. Еве, да го видите, ќе ви ставам кратко видео од него. Ете, тоа е сила. Големото бебе. Така да ви благодарам што прашавте и за сила. Добив прашања што планирам во иднина. Па јас во иднина планирам да патувам повеќе, да истражувам повеќе,
да ми се отворат можности, да можам полесно да одам на повеќе места и планирам да чепнам некаде каде што никој не чепка, односно да се приближам до вистината за нашата историја, за тоа што го имаме ние тука, да промовирам некои убавини кои што се скриени, да направам некој притисок, да ги промовираме повеќе нашите убавини и да се грижиме за нив. Значи, иднината, многу е чудно, мојата иднина никогаш не е поврзана со тоа ја да направам 200-300 евра, да се збогатам. Секогаш ми е поврзана со овие работи. Јас сум како во врска со овие работи од која што не можам да се откинам, и мојата мисла кој ќе ме праша некој што планираш или што сакаш, одма ми оди на некое поголемо добро, а не на моje лично добро. Не знам тоа колку е добро, ако ме сваќате што сакам да кажам. Така да, тоа е некоја моја особина која што дојде до израз од кога се преселив во природа и од кога видов дека природата е на некој начин живо суштество за кое што треба да се грижиме и дека добробитот на нашата околина, на нашите луѓе, на нашата фамилија, нашите браќа, сестри, деца, се и се што зависи од тоа како ние се однесуваме, каква енергија шириме. Тоа се смени сето од кога отидов да живеам во природа, додека живеев во град, можеби бев повеќе себичен и повеќе мислев на себе. Сега мислам повеќе на овие работи што ги кажав, и тоа е некоја особина која што си ја приметувам се почесто кај мене, и сега за сега ми е добро со тоа. Уиднина ќе видиме. Живи здрави. Така да и на тоа прашање ви одговорив. Кое друго прашање ми беше? Да, ме прашавте исто така дали планирам да снимам подкасти со други интересни луѓе, затоа што снимав подкаст со еден многу интересен човек кој што го сретнав случајно при собирање на печурки и направивме еден чуден разговор, интересен, чуден, невообичаен и многу добро помина кај луѓето. Многу беше интересен, така да мислам дека ќе почнам и тоа да го правам. Ќе пробам да повикам гости да снимаме некој подкаст кај мене или јас ќе отидам кај некои интересни луѓе, така да во иднина можеби да пробам и таа страна, да снимам подкаст со интересни луѓе или јас да отидам кај нив или они да дојдат кај мене, така да, ќе снимам повеќе подкасти во иднина, односно ќе се потрудам да снимам се што мислам дека е интересно и што може вас да ви биде интересно, затоа што освен тоа што може да се заработува на YouTube, може да се работи таму, многу е важно да се има независни канали кои што може да зборуваат на теми и да прикажуваат работи кои што не можете да ги видите во секојдневието или на тие така наречени мејнстрим медиуми. Сега тука ми дојде една мисла која што заборавив да ја кажам, а тоа е дека кога јас тргнав да живеам во природа и на некој начин тргнав на духовен пат, прво што ми беше кажано или повторувано беше тоа дека технологијата е лоша, дека не треба да се користи технологија, така натаму. И јас мислам сосема спротивно. Јас мислам дека технологијата треба да ја користиме за убави работи. И тука ќе ви дадам еден апел, кој што се надевам ќе го послушате. Луѓе, постирајте убави работи. Постирајте природа, постирајте зајди сонце, постирајте интересни животни, постирајте убави луѓе, постирајте некое добро дело некој што направил. Значи, преплавете ги социјалните мрежи со убави работи.
Така да, тоа е мојот апел. Сликајте се кај дојдете, дали сте на фестивал, дали сте на ретрит, дали сте на некој дружење интересно, кај што има гитара, кај што се пее, кај што има убава енергија. Споделете го тоа, снимајте го, споделете го со светот. Значи, моето мислење за социјалните медиуми е тоа дека треба повеќе да постираме убави работи. Не треба да се откажуваме од оваа алатка која што може да биде наш прозорец кон промена на светот кон по-добро, кон по-позитивно, кон по-светло, кон по-убаво. Ете така се навратив и на таа мисла, се изназборував. Мислам дека ги одговорив прашањата кои што ми беа поставени. Ете, чекајте, помислам некоја секунда, некоја прашање така интересно да не го испуштив, меѓутоа да не биде видеото 100 сата, ќе го завршам тука, доколку има други прашања кои што ги испуштив и дополнително ми доаѓаат, ќе снимам повторно овакво видео. Јас од време на време снимам овакви видеа кај што комуницирам директно со вас. Би сакал и да седиме тука да си разговараме, меѓутоа ете можеме и вака сега за сега, па до некоја прилика кога ќе седиме и заедно ќе си разговараме, се надевам дека ова ќе ве задоволи. Ете така, тука ќе го завршам видеото. За крај, како и секогаш, да ве потсетам да се претплатите, да ме поддржите во остварување на моите планови и соништа. Ете, да напреднам, да можам да патувам насекаде. Што друго сакав? Ете, кажав претходно видеото, едноставно поддржете ме, можете да ме поддржите со претплата, можете да ме поддржите со станување член на мојот канал Сонцогор, со некоја символична месечна сума од 2 евра па нагоре. Имам 2 евра поддршка, имам 5 евра поддршка и имам 20 евра поддршка месечна, со која што може директно да ме поддржувате. Ете, тие се опциите, да ги кажам, треба да ги кажам понапред у видеото, секогаш ги кажувам на крај, нешто така ме тера, изгледа така треба да биде, да не се наметнувам премногу. Ете, тоа е тоа, го кажав и тоа, одговорив на прашањата, ви кажав се што имав да ви кажам. За крај останува уште еднаш да ви се заблагодарам, да ви пратам многу светлина и љубов и да ви кажам дека ќе се видиме во некое мое наредно видео.